Нови договори со Фондот за здравствено осигурување ќе исклучуваат само специјалистите што досега работеа со сини картони. Ова не се однесува на избраните лекари од примарната здравствена заштита. Стотина новоформирани специјалистички ординации нема да склучат договор со Фондот за здравствено осигурување, иако чекаат на ред. Министерот привремено го замрзна дополнувањето на здравствената мрежа, што значи дека од 1 април со сини картони ќе даваат услуги само тие што досега имаа договори. Специјалистите за уво, нос и грло, психијатри, дерматолози, интернисти, кардиолози ќе почекаат Министерството и Фондот да ја одредат новата здравствена мрежа. Веќе се знае каде што недостига, треба само да се додефинира, а потоа ќе се објавуваат конкурси за издавање дејности и услуги под концесии. Промовираме еден нов модел на концесионерство за влез во мрежа и практично со поставувањето на мрежата ние треба да постигнеме во еден период од 3, 4, 5 години да имаме целосно избалансирана распределба. Исклучок од ова ќе бидат само избраните лекари, општите, гинеколозите, стоматолозите и педиатрите. И новоформираните ординации ќе влезат во новата здравствена мрежа, дефинирана со новиот закон за здравствена заштита, кој се очекува да биде донесен до крајот на месецов. Фактички со замрзнување на мрежата, како што најави министерот, во сегашната состојба е многу подобро за сегашните специјалисти, тоест да го добиваат буџетот кој го добивале до сега. Избраните лекари, бидејќи тие се плаќаат пер капита, тоа значи дека целиот вкупен број на осигуреници носат одредени бодови и пари, тој ни е нас пресметан. Дали се дели на 1000 или 1400 матични лекари, не представува финансиски проблем за Фондот за здравствено осигурување. Аптеките се посебен сегмент за кој министерот смета дека ги има премногу според бројот на жители. Освен речиси 800 што имаат договор со фондот, на ред чекаат уште 70. Ќе се прифатат нови концесии за аптеки само во регионите каде што нема доволно.